Нов покрив, водовод, канализација, ѕидови, простори и тоалети. Градежна офанзива во касарната Чоилија. По години работа во дотраени услови, војниците треба да добијат значително подобри услови за работа и престој. Министерот за одбрана денеска прошета со градежниците за да провери како се одвиваат градежните работи. Од корен. Овој док идеме со женски кабини, значи женски тоалети ќе имаме, 2, значи се поставува нова инсталација, водовод, канализација, комплетно све. Според најавите, касарната треба да добие целосно нов изглед до септември. Навистина све ќе биде променето. Апсолутно се од под, од нови прозори, целосна реконструкција на целој капацитет, 30 години, времето си покажало. Оваа касарна не е единствената на која и треба нов изглед. Протечени кровови и подобри услови се неопходни во касарните ширум државата, но приоритетите ги одредува армијата. Реконструкцијата на овој објект чини 10 милиони денари, но градежна офанзива има на повеќе касарни во Македонија, во Велес, Прилеп и Штип. Мисаловски најави дека капиталните проекти ќе продолжат со реконструкција на војниот стадион и спортските терени. Се подготвува техничка документација на домот на армијата со процената вредност од околу 10 милиони евра. Министерот, кој неодамна се врати од самитот на НАТО во Анкара, вели дека една од главните теми таму било зголемувањето на инвестициите во одбраната. Според него и на големите земји членки се уште бараат начин и имаат дилеми како да исполнат целта за издвојување 5% од БДП за одбранбени и безбедносни инвестиции. Ние во 4% сме тотал дел од буџетот на министерството, но и она што го прават другите институции во државата, односно владата, најмногу коридорите, каде што се фаќаат коридорот 8 и 10, кои што се фаќаат огромен процент на буџетот. Во Анкара едно од главните прашања беше како ќе пораснат буџетите до 5%. И многу земји, зборам најголемите земји, имаат потешкоти да стигнат, бидејќи можеме да ги слушнеме дали треба да одвојат средства дополнително за армиите, да скратат од здравството, од социјалата и така. Иако конечната цел на НАТО е до 2035 година сите сојузници да достигнат вкупно 5% од БДП за одбранбени и безбедносни инвестиции, домашните власти велат дека Македонија постепено го зголемува темпото на вложување паралелно со модернизацијата на армијата и подобрувањето на условите во касарните. Габриела Лескова, Сител телевизија.